Намалената маржа за трговија со струја ограничена на 10% најверојатно нема да ги намали сметките за струја, велат експерти за Алфа. Според енергетскиот консултант Сања Божиновска, добро е што владата презема некакви мерки за ублажување на струјниот удар, но крајниот производ по се изгледа ќе се сведе на сладкоречиви зборови без никаков позитивен епилог. Според економистите, одлуките да се ограничат маржите се добри за овие кризни времиња, кога цените на струјата замина и до плафон, но сепак главен фактор кој влијае на крајните сметки е цената на берзите, а не маржите на трговците. Мислам дека е добро што владата конечно почна да размислува за некои мерки во врска со енергетската криза, иако сите земји од Европската унија веќе имаат план за престојната зима. Така би требало да се појасни дали е тоа само за крајниот снабдувач. Ако да, тоа значи намалување на маржата од 50 на 20%, што е за поздравување, меѓутоа да се каже прецизно дали ова важи за сите. И не знам дали се свесни дека за компанија да работи на Хупекс, берзата постојат трошкови за учество на Хупекс и секако трошкови за пренос на електричната енергија низ Србија. За да се имплементира намалување на маржа кај сите трговци, треба да се има некој сериозен план со сите наведени опции. Сепак останува неизвестно дали со ограничувањето на профитите на трговците ќе паднат и сметките за струја на компаниите кои се на слободниот пазар, но и тие кои се снабдуваат како крајниот снабдувач. Како што веќе кажа министерот за економија, трговците со струја повеќе нема да може да прават екстра профити, зашто владата ги ограничува маржите за трговците кои ги снабдуваат со струја компаниите на слободниот пазар на 10%. Овој чекор се прави откако бизнисот по кој знае кој пат алармираше дека е пред колапс и од сите страни бараше помош само за стотици компании да не стават клуч на врата. Компаниите сега кои плаќаат енормно скапа индустријска струја се пожалија дека трошоците им биле огромни, па овој период дури изголемени за 5 пати. Во меѓувреме министерот за економија ги искара државните институции кои не штедат струја и рече дека на почетокот на октомври ќе бара извештаи од нив колку заштедиле и дали потпишале и нови договори. Инаку со измени пак во правилникот на регулаторна ќе се ограничи профитот од 50 на 20% на крајниот снабдувач Евана, каде преминаа многу компании, но и државни институции откако трговците им ги раскинаа договорите. Има одредени компании, за жал, јавни институции, основни училишта, средни училишта, кои ден денеска немаат никаков договор за снабдување со електрична енергија и за жал непотребно го трошат буџетот. Инаку стопанството со последни сили се бори против високите сметки за струја. Бизнисмените се повеќе се загрижени за опстанокот на компаниите, зашто засега нема конкретна помош за плаќањето на високите сметки. Сега 1 мегават струја на берзите надминува 800 евра, а се најавува и дека цената ќе надмине 1000 евра. Во следниве 2 недели треба да се знае дали Бугарија ќе успее да ги заобиколи правилата на Европската унија и со билатерален договор да испорача поевтина струја за македонските компании.